Инаку моментално, значи, Завод музей Струмица работи на конзервација и реставрација на средновековната црква Свети 40 севастијски мъченици, која е датирана во 12-13 век. Јас прво би се навртил на еден краток историјат на оваа црква, а тоа е дека црквата е истражена во периодот 1984 или 1986 година од страна на, така да кажам, на мои двајца професори, кога ја бев студент, тоа е во тој период, тоа е на професорот доктор Димче Коцо и професор доктор Петар Милковиќ Пепек, за жал сега веќе покојни. Наброго после нивното истражување, оваа црква е конзервирана, зборам дека првата конзервација и реставрација на архитектурата, односно на зидовите на овој објект се направени во 1986 година. Инаку црквата представува еден значаен културен споменик од периодот на 12-13 век, кој што влегува во оние сакрални споменици на православната црква, со тоа што во основа е меѓу вакви ретки цркви на територијата во Република Македонија, е тоа дека со форма на слободен крст, не бидејќи има повеќе типови на вакви објекти, кога се во форма на крст може да биде во правоаголно поле или во квадратно поле, меѓутоа овој објект е во слободен крст. Црквата, рековме дека која година била истражена и дека врз основа на истражувачите, кои го работат овој проект во минатиот век, тие воедно констатираат дека врз основа на остатоците, кои што можеме да ги видиме во источниот дел, тоа е така наречениот цинтронус, тоа се скали кои што биле за свештениците и за епископот, и дека црквата има и дека оваа црква се претпоставува дека било и епископско седиште, за 12-13 век. За хронолошката рамка на оваа црква исто така допринеле воедно и истражувањата кои што биле направени надвор од самиот објект и при тоа биле констатирани неколку гробни конструкции кои што исто така припаѓаат на 12-13 век врз основа на откриениот движен археолошки материјал кој што бил во самите гробови во тој дел. И сега бидејќи идејата е дека оваа црква, дека зашто сега ние повторно на овој објект, после да речеме тамо колку 30 некоја година се враќаме повторно на него, ја би сакал само да кажам дека благодарност на
конзервацијата и реставрацијата која била направена во 1986 година и во 2009 година од страна на Завод музеј Струмица овој објект се уште постои. Меѓутоа, времето подпомогнато со атмосферските влијанија, бидејќи црквата нема никаков кров, тоа и не се ни става ваква кровна конструкција на вакви објекти. Фугите беа во една многу лоша состојба, тие беа во фаза на распаѓање и целта на овогодишните конзерваторски и реставраторски работи по изработката на оној основен проект и допивањето на конзерваторското одобрение, ние пристапивме со отстранувањето на деструктивните фуги или на оштетените фуги, кои што беа можеби со 1% од 90 проценти оштетени, и доколку не се пристапише со конзервација на истите, ќе дојдеше до уште поголема деструкција на ѕидовите на овој објект, а со тоа и ќе се направеше уште поголема штета на објектот, бидејќи со секоја задосната конзервација таа ќе биде уште поскапа и поскапа. Во рамките на овој проект кој што ние го направивме 2020 година, заедно со мојот колега, архитект Никола Шентевски, ние се договоривме, бидејќи при конзервацијата, сега збориме за конзервацијата која што била при 30 години, дека источниот дел на црквата беше, можете да забележите дека сега на некои делови, дека таа е многу пониска во однос на периметралните ѕидови на објектот. Меѓутоа, дека кога се прави, да речеме, конзервација и реставрација на сакрален објект, кој што е од православен или односно од христијански, тогаш се пристапува со тоа што до секогаш источниот дел да биде подигнат најмногу во однос на другите периметрални ѕидови или на другите ѕидови од објектот, со тоа да му дадеме значење на олтарниот простор на сакралниот објект. И ние во контекст на таа методологија која што имаме за конзервација, дека секогаш источниот дел го истакнуваме што да биде повисок, па така и во овој случај, се трудиме на источниот дел да му дадеме некоја поголема висина, за да го добие значењето на самиот објект. Колку би се надградило? Околу 1 метар за да може Не. Ништо повеќе од ова кој што сега го гледаме. Ние секогаш кога правиме конзервацијата, ние гледаме да го доловиме моментот на рушењето на ѕидовите, и бидејќи ние не смееме да одеме со поголеми висини, бидејќи немаме елементи за како ѕидот изгледал од оваа висина, например, нагоре. Може би имал трнзени, може би имал некои други елементи во самата архитектура за која што ние немаме сознание. Јас само на крајот би сакал да потенцираме на работа дека скоро сите средновековни цркви кои што се откриени, и оние кои што се подоснежните, дека во Струмичкиот регион, дека се градени во една, така да кажем, една градежна техника која што не е многу присутна во другите делови од Република Македонија, барем пред се, јас од делот кој што јас потекнувам, тоа е од Бргалничкиот басен, а тоа е гледачна техника, опус Клоузоне, и тука ние среќаваме уште еден друг пример за конзервација, за зголемувањето на конструктивната
како да кажеме, нели, состојба на самиот објект, тоа е преку употребата на скриениот сантрач систем. Значи, така се нарекува, значи тоа е скриен сантрач систем или тоа се дрвени серклажи кои што се ставаат по должината на ѕидовите на меѓусебно растојание од 1 метар, значи се стават дрвени греди, слично на денешните метални серклажи кои што се ставаат, нели, при градењето на објектите. Меѓутоа, кај, да речеме, кај средновековните утврдувања, значи веќе тоа го имам споменато, дека овие дрвени серклажи се видливи на фасадите на фортификациите, меѓутоа кај средновековните цркви, значи во Струмичко, тие се скриени заради да не дојде до нивно оштетување, значи на дрвените греди и до нивно трулење, нели, од атмосферските влијанија. Дали тоа влијание од некоја друга, не знам, соседна култура, од каде е земено и што мислите принцип на градење? Тоа не е влијание од друга култура. Ние знаеме дека сега не би можел да кажам, нели, со сигурност точно од каде потекнува, меѓутоа сакам да кажам дека тоа е дрвениот црклаж, значи за прв пат се појавува во средновековниот период. Значи тој го нема во антиката, значи го нема во класичниот период, значи го нема во праисторијата, меѓутоа, нели, се појавува во средновековниот период, значи во периодот од 11-12 век понегде се до 15-16 век и најизразен е во средновековните фортификации.